Почитувани гледачи, вие сте со програмата на КТВ, во продолжение емитуваме вести. Вчера во село Сопот беше отворена спортска сала. Салата е со корисна површина од 500 метри квадратни. Инвестиција на општина Кавадарци во висина од 22 милиони денари. Во објектот кој е во рамките на основното училиште се наоѓаат соблекувални, тоалети и просторија за наставниците. Владата на ДПМН се фали со проекти на СДСМ, овој пат во Кавадарци, пишуваат во соопштение од СДСМ. Последен пример е Кавадарци, каде премиерот Мицковски, членови на владата и градоначалникот Јанчев се фалеа со проекти како што се колекторскиот и канализацијскиот систем во населеното место Моклиште, проекти кои беа планирани, финансирани, започнати и во напредна фаза на реализација токму во време на владата предводена од СДСМ. Добро е што овие проекти се завршени, но граѓаните знаат, овие проекти се резултат на одговорна и визионерска политика на СДСМ, која секогаш работеше во интерес на сите граѓани. За жал, после 10 месеци, владата на ВМРО ДПМН нема ниту еден сопствен капитален проект, пишуваат социјалдемократите. По 7 години власт на СДС и ДУИ и лоши економски политики, слободниот пат во економијата е запрен. Економијата се консолидира и заздравува. Економските развојни политики на владата вродуваат со плод, пишуваат од ВМРО ДПМН. Се намали јавниот и државниот долг. Во првиот квартал од 2025 година, заклучно со 31 март, намален е јавниот и државен долг. Јавниот долг е 57,7% од бруто домашниот производ, а државниот долг е 50,1% од бруто домашниот производ. Ова е најниско ниво во последните 5 години и споредено со состојбата од 2000 година, јавниот долг е намален за -2%, а државниот за 0,7%, пишуваат во соопштение од ВМРО ДПМН. Вчера во 12 часот и 50 минути полициски службеници од Овара Неготино ги лишиле од слобода ИД-27 и ИД-27, двајцата од Неготино, по претходна пријава од 32 годишниот БД од Неготино, дека подолго време му се заканувале преку аудио снимки и социјални мрежи. Тие биле приведени во полициска станица и по документирање на настанот против нив ќе биде поднесена соодветна пријава. Вчера во 9 часот и 5 минути полициски службеници од Овара Неготино го лишиле од слобода СД 28 години од Неготино, затоа што одземал патничко возило Пежо со неготински регистарски ознаки, собственост на ПЈ 49 години од Неготино, кое било паркирано во дворот на неговата семејна куќа. Возилото било вратено на собственикот, а СД бил приведен во полициска станица. По документирање на настанот против него ќе биде поднесена соодветна пријава. Вчера во 16 часот и 40 минути полициски службеници од Овара Кавадарци го лишиле од слобода ЈФ 22 години од Кавадарци, кој што во продажен објект во Кавадарци бил фатен од вработен во обид да одземе пари од касата на објектот. ЈФ бил приведен во полициска станица и по документирање на настанот против него ќе биде поднесена соодветна пријава. Исто така вчера во 16 часот и 45 минути во полициска станица Кавадарци било пријавено дека на крстосницата од улиците Ресавска и Народен фронт се случила сообраќајна несреќа во која што мопед марка Хамачи со кавадаречки регистарски таблички управуван од Дџ 22 години од Кавадарци се изглизгал на патот во моментот кога крстосницата ја минувало патничко возило Land Rover со кавадаречки регистарски ознаки управувано од ГС 74, исто така од Кавадарци. Во несреќата од падот ДГ се здобил со тешки телесни повреди констатирани во општа болница Кавадарци. Бил извршен увид од увидна екипа од Овара Кавадарци, информираат од СВР Велес. Времето утре ќе биде сончево и топло со мала до умерена облачност, ќе дува слаб до умерен ветер претежно од западен правец, температура до 29 степени.
Емитувавме вести, имајте секое добро.